Катерина Дејковска, која 15 години живееше и работеше во Соединетите Американски држави, во Емерсон коледжот во Бостон магистрираше и докторираше на продукција и режија. Сега во време на короната живее во Битола кај незините родители. Меѓутоа незиниот документарен филм Совладување, кој беше докторски проект посветен на трауматските мозочни повреди, го привлече вниманието на најголемите рехабилитацијски центри во Америка, на најреферентните асоцијации од оваа област, па и на Харвард универзитетот, а исто така и во Канада и Австралија. Целта на документарниот Совладување е да се развие свесност за трауматска мозочна повреда, затоа што може да се случи секому и во секое време. Покрај документарниот Совладување се и 31 кратко видео, кои што заедно со документарниот се преведени на француски, италијански, шпански, германски, полски и се разбира на македонски. Фидбекот од овој филм, чија што поента е опстојна надежда кај луѓето и воопшто од самиот проект е огромен, вели Дејковска. Многу се импресионирани од информациите што им ги дава документарниот и од надежда која што им ја влева, што е основна цел на документарниот. Затоа што не е само наменет за оние со травматска мозочна повреда, но е наменет и за сите оние што се посочуваат со некакви потешкоти и проблеми. За жал, Совладување се уште нема видено бел ден во Македонија, иако беше понуден на Интернационалниот фестивал на филмската камера браќа Манаки и на Министерството за здравство. Доктор Дејковска се надева дека во време на короната, психички набои и депресии, пациентите кај нас ќе имаат можност да го гледаат овој филм за подкрепа и надеж, а ние би рекле со Луја Рагановски јазик дека особено сега ни е потребен како лебот.